Добро утро, јас сум Насер Салмани, а вие следите утрински брифинг. Во денешната прва тема ќе се обидеме да одговориме на прашањето кои се придобивките на Македонија за членување во НАТО. Со мене во студиото е генералот Димче Петровски, последен директор во АРМА. Вие се пензиониравте практично од таа позиција. Прво ви благодарам што прифативте да гостувате на нашата програма. Па би сакал прво да ве прашам, дали можете да ни направите една општа генерална проценка, дали ние како земја сме свесни за тоа или добро знаеме што значи нашето зачленување во НАТО? Дали општата јавност е запознаена доволно со тоа? Добро утро, благодарам за поканата. Добро утро и за вашите гледачи. Најважна работа според мене во било кое општество е да се стори една состојба на безбедност која ќе овозможи на граѓаните на тоа општество без чувство на загрозеност да си ги остваруваат своите потреби, работни обврски и се друго што е интерес на граѓаните. Во стварањето на таа безбедносна состојба учествуваат институции внатре во државата, меѓутоа секогаш е потребно да таа состојба стварате и со помош на пријателите кои ве окружуваат или кои се во подалеку од вашата држава и на тој начин заеднички да направите еден безбедносен сојуз кој ќе збогати таа состојба, односно ќе направи да биде таа состојба уште покомпактна. Затоа и државите влегуваат во такви безбедносни сојузи. Знаеме дека НАТО представува еден политичко воен безбедносен сојуз во кој членуваат државите и основна работа е зошто влегувате во тој сојуз да си ја зголемите вашата безбедност како држава. Еве да почнеме поред да ги објасниме работите. Какви можности ќе им се нудат на припадниците на АРМА, на офицери, подофицери, војници и на сите луѓе кои што работат во нашата војска со приклучување во НАТО? Дали акцесот во обуки, разни дошколување на нашите офицери, дали со зачленувањето овие можности ни се зголемуваат? Видете, не треба да се свати сега влегувањето во полноправно членство во НАТО како нешто што е од денеска или од пред една година, па сега влегувате во тој сојуз и така натаму. Ние сме во НАТО многу долго време присутни. Прво од самата декларативност на нашата држава дека за стратешки партнери ќе бидат водиме кон западниот свет и така натаму и сме се декларирали дека сакаме да влеземе во НАТО и во Европската унија уште од самиот почеток, односно од самостојањето на нашата држава. НАТО за сите држави кои изразија желба, односно волја или одредени декларации донесува за да се зачленат во НАТО, направи еден така наречен акционен план за членство. Акционниот план за членство е документ на НАТО, во кој сите држави кои претендираат да влезат во НАТО, мора да влезат во тој планирачки процес на НАТО и на некој начин да се подготвуваат за полноправно членство во НАТО. Некои држави тоа го направија за пократок период, некои подолго, ние најдолго од познати непринципиелни причини и така натаму. Што значи ние во НАТО сме присутни долг период, скоро 15 години активно учествуваме и во планирање, во вежби и така натаму. Што е промената сега како полноправна членка? Видите во контекст на припадниците на АРМА. Кога сте надвор од НАТО, тогаш сте член во партнерство за мир, така се вика тоа. Партнерство за мир е различно од полноправно членство на НАТО. И во тој акционен план за членство има определено одредени активности кои заедно ќе ги прави дотична држава, заедно со државите членки на НАТО. И тоа е во таа функција на подготовка. Кога ќе влезете во НАТО и станувате полноправна членка, веќе вие не сте дел од
процесот партнерство за мир, него станувате полноправна членка и добивате право на глас, нели, за одлуките што ќе се носат во рамките на НАТО. Како членка на партнерство за мир не можете тоа да бидете. Не. И сега, значи сега и де факто од снебиле, сега и де јуре постануваме членка на НАТО и тоаш веќе, знаете, многу пати слушам последно време добивате вика столче, нели, таму тоа фигуративна смисла, нели, тоа столче, сега уште една членка на НАТО и знаете дека одлуките во НАТО секоја се донесуваат со консензус, така и ние ќе бидеме дел од тој консензус, па така да и ќе допринесеме ние за јакнење на безбедноста секаде во светот, со тоа што ќе дадеме глас за нешто што е во таа функција. Не. Дали нашите офицери, подофицери, војници добиваат поголеми шанси да на некој начин да се усовршуваат во професионална смисла по разни војни академии, партнерски држави во НАТО? Тоа било и досега, ние сме имале можности за едуцирање на нашите припадници во армијата, дали се тоа на војни академии, дали преку одредени вежби, дали одредени курсеви и така натаму. Имам бројни курсеви сега и додека во моментов ние дека зборуваме, наши припадници од армијата се наоѓаат на школување некаде во земјите или може да се земи членки на тоа и не мора да се земи членки на тоа ако ние имаме некои билатерални односи со нив и така натаму. Така да тоа е еден постојан процес. И сега веројатно ова ќе го зајакне тој за членувањето. Нема, се отвара... Знаете, сега една друга работа ќе кажам. Додека сте членка на партнерство за мир, тогаш секој векани на тие курсеви, трошоците за тие курсеви паѓаат на терет на, да речеме, на НАТО, ако НАТО ги организира. Сега треба сами да ги сега, кој ќе влезете во НАТО, евидентно е дека ќе се зголемат трошоците, нели се. Сега веќе као членка на НАТО не можете да некој, вие треба да бидете тие што ќе повикате некој па ќе ги школувате кај вас и така натаму. Што ќе значи за членувањето во контекст на модернизација на армијата? Ја гледам други земји кои што влегоа во НАТО. Гледам дека разни земји пред се Соединетите држави како лидер на таа организација поклонуваат разна воена опрема на тие земји. Дали Македонија може да се надева да добие ваква војна опрема со што на некој начин ќе ги изголеми нашите капацитети како војска? Секое опремувањето како општ термин, мора да биде во функција на она што сакате да го направите и да одговара на она што вие сакате да правите. Така и вие, вашето студио, кога сте го опремувале, веројатно сте сакале така да биде и сте го опремиле во согласно со она што сакате да го направите. Не? Така е и во војските, нели, во светот, и во било каде и така натаму. Опремањето зависи од тоа, од кои цели сакате да ги постигнете, што сакате вие да направите. Значи, опремањето мора да одговори на задачите што треба да ги извршите. И модернизацијата не представува ништо друго, него следење на она дали со претходната опрема можете да ги остварите ново поставените цели. Ако тоа не можете, тоа ќе преземете мерки за да се модернизирате, односно да набавите опрема која ќе ги помогне да ги остварите тие цели. Веројатно во овој процес на подготовки, веќе нашите партнери отприлика знаат што е она што на нас ни недостасува. И они знаат и ние знаеме, значи така. И во таа насока што отприлика би можело да ни се помогне? Видите, основна работа е да во сите армии на светот многу важна компонента е таа мобилноста на армиите, односно на единиците и за завршување одредени задачи. Таа мобилност, значи да бидете многу мобилни, треба да имате адекватни средства кои ќе ви овозможат, нели, при изведувањето на одредени борбени дејства да тие бидат дел од тоа и да бидете вие што е можно подвижни, по-маневарски оспособени и така натаму. И така тоа во таа насока треба да се гледаат работите, не? Македонија нема борбени авиони и на некој начин досега ние не можевме сами да го обезбедиме нашиот воздушен простор. Со зачленување во НАТО, сега на некој начин таа врска или ќе можеме да ја исполниме со пријателски земји. Се спомнуваат Грција, Италија, Бугарија. Интересно е што во една анализа се вели дека НАТО во секое време има подготвени 60 авиони кои што се
на располагање да реагираат на евентуални ризици, на упаѓање во тој НАТО простор. Колку тоа е битно за Македонија? Видите, пред сега на ова конкретно прашање одговорам, нели, за заштита на воздушниот простор, треба да кажем следна работа. Знаете, луѓето треба да знаат некои работи, нели, за да може да постанат појасни состојбите. НАТО има две стратегиски команди. Значи, структурата, воена структура НАТО е од две стратегиски команди. Едната е стратегиската оперативна команда, значи, што се наоѓа во Монс во Белгија, и втората е команда за трансформација што се наоѓа во Норфолк во Соединените Американски држави. Под тие команди има здружени оперативни команди, која едната се наоѓа во Брунсу, во Холандија, другата се наоѓа во Неапол. И се видите, под тие команди има други подкомпонентни, нели, команди и така натаму, и целиот простор кој го покриваат државите членки на НАТО е простор кој е обврска за заштита од страна на НАТО како организација. Значи, целиот тој простор мора да биде под одреден мониторинг, дали е тоа под воздухопловен аспект, дали е од копнен аспект и така натаму. И НАТО си има организирано цел еден таков систем за следење. Еве сега тој ќе го кажам, овде на Балканскиот полуостров, центар за такво следење во Лариса, во соседна Грција. Се видите, не може сите држави да имаат капацитети за такво следење на воздушниот простор, нити па е потребно тоа да оправат. Затоа што национална одговорност на државите за заштита на воздушниот простор е до 3 километри во висина. Од 3 километри натаму е одговорност на НАТО. Затоа, значи, не можете вие сега, ако ви падне на памет, сакаме да купуваме авиони, некој као преска што правиме. Зошто ви треба тие авиони па да го штитиме воздушниот простор? Мислам, многу несериозен пристап е тој, нели така. Затоа не треба. Но има и земји кои што инсистираат на тоа. Например, Хрватска не се откажа од авиацијата, воената авиација. Значи, инсистира да има собствена. Нека инсистира, ма тоа не значи дека она ќе излезе од системот за следење во НАТО и така натаму, или нешто самостојно ќе презема и така натаму. Ме разбирате? Значи, за да имате вие сега современи авиони со кои ќе вие контролирате вашето небо и така натаму, мора да имате голема територија. Са една работа ќе современите авиони, ако влезе во Ѓевѓелија во 8 часот некој авион таму на нашата територија, ние го регистрираме со нашите радари, на Табановци ќе излезе за 1 минута и пол. Значи, видите, тоа е дури е малку време за реакција. Значи, тој просто нема маневарски можности за тие авиони и така натаму. Затоа не треба од тој аспект да гледаме, нити па треба да граѓаните вака да мислат. Еве сега некој друг нас ќе ни го контролира простор или така, па некој страв, па нема да ни каже дека има авиони. Такви сомневања, влегуваш во еден сериозен сојуз, треба се настрана тоа што ако имаш сомнение во тоа, тоа ќе не влегува во тој сојуз. Јасно. Например, во некои од земјите кои што се приклучија на НАТО, се отворија разни воени бази. Например, еве во Албанија сега се гради воена авиобаза на НАТО во Кучово. И се најавени инвестиции околу 50 милиони евра. Дали, например, во случајот на Македонија, Криволак може да биде од интерес за НАТО и за слични вложувања, затоа што тоа на некој начин и значи и за локалната економија. Колку тоа може да на некој начин да биде поттик и за локалната економија. Кои се вашите предвидувања? Дали Криволак би било од интерес за алијансата? Па и досега Криволак бил од интерес на алијансата. Имам ние бројни вежби заеднички со земји членки на НАТО изведени таму на Криволак и така. Секоја година се изведува по некоја вежба, така да дојдено е до заклучок дека Криволак како простор, како воен полигон и така овозможува изведување на одредени обуки или вежби во функција на оспособување на единиците не само наши, него и на другите држави членки на НАТО, за да се оспособат за извршување некои конкретни наменски задачи. Ја се надам дека и тоа понатаму ќе продолжи, би требало да продолжи натаму,
А самото Може ли да се очекуваат вложувања така посериозно? секако дека може да се очекуваат, затоа што ја очекувам унапредување на условите за изведување на обуки и вежби на крило во функција на оспособување за задачите за кои треба заеднички ние треба да ги извршуваме со нашите пријатели од НАТО. Една од придобивките на која ние се надеваме е помош во кризен менеджмент. Мене ми беше интересно податокот дека први информација за она што ни се случи со поплавите во Скопје кога ни загина преку 20 наши сограѓани, имал НАТО. Дури има информации дека некои летала на НАТО веќе го надгледувале просторот. Дали на овој план НАТО реално може да ни помогне во иднина вакви слични елементарни непогоди да ги менаџираме подобро и да ги елиминираме последиците? Самата структура на НАТО говори дека НАТО не е само воен, туку и политички сојуз или политичко-воен сојуз и така натаму. Во НАТО не влегуваат армиите, влегуваат државите. Значи, како држава мора да бидете спремни, значи, од повеќе аспекти за да влезете во НАТО. Армиите во државите извршуваат дел од активностите за кои се наменети. Како и сите други институции, треба да си вршат работите за кои се наменети. И кај нас имаме ние институција која е наменета за тоа. Сега што спомнавте, нели, за постапување во ситуација на определени кризи. Имаме дирекција за заштита и спасување и така натаму. Основна работа е сите институции да си ги вршат и да бидат оспособени, да ги извршуваат работите за кои постојат. Толку одредена кризна состојба ги надминува капацитетите на институцијата задолжена за тоа, тогаш не може некоја друга институција да каже не ме интересира мене што сака нека биде, пошто тоа е интерес на сите, нели така, не можете вие да дозволите кризата да оди, вие не сте за тоа, па не интервенирам, па тогаш и тебе ќе те снема као такви, нели така. Затоа има секогаш такви состојби кога одредена институција во определена држава не може да се справи со тоа. Се вклучуваат сите други институции за да помогнат или заеднички, нели, да го тоа направат и да анулираат таа криза. Така и доколку е кризата од такви размери, ние како членка на НАТО, и во НАТО има еден комитет за кризи и така што се грижи за тие работи, секако дека државите од НАТО ќе помогна за справување со таквите состојби, пошто како членка на НАТО, ни на НАТО не му е во интерес кризата што поќе трае, нели, во одредена држава и така натаму. Така да секако дека по механизам ќе се одвиваат тие работи. Као што сте и сведоци сега, кој што рекоте, сам може поинтензивно чувате или поедноставно, нели така. Она што реално може да очекуваме со зачленување во НАТО е практично ние стануваме дел од таа голема алијанса и сите незини предизвици стануваат и наши. Односите меѓу НАТО и Русија конкретно после окупацијата на Крим се заоструваат. Познато е тоа руско влијание во регионот. Како ќе се одрази врз нашата безбедност за членувањето на НАТО, затоа што знаеме русите имаат една за хуманитарни цели, така е наречена во Ниш. Како во тој план ние како земја ќе се позиционираме? Па видите, ако ние сме се декларирале од осамостојањето, па се досега, нели, дека наши стратешки интереси е за членување во НАТО и во Европска унија, така натаму тоа го знаат сите земји во светот, не го знаеме само ние, тоа е декларацијата, е таа јавна, транспарентна и така. И сега, дали на некој тоа му одговара или не му одговара, тоа е друга работа, нели? Нас ни одговара, проценила државата дека одговара да бидеме таму. И сега ако некој за тоа се лути што е тоа, така тоа не е коректно, нели? Значи, ние мора да се... Почитувањето не е само збор, почитувањето е дело. Ако ме почитуваш, почитуваме мојата одлука. Јас сакам таму така и да биде. А со тоа не загрозувате никого. Значи, тука не треба да има некој стравување од тоа, дека некој ќе биде загрозен затоа што ќе бидеме дел на тоа. Ако е тоа така, тоа може да се запрашуваме, па зошто е тоа така?
Така да мислам дека не треба многу ние околу таа работа. Да се загрижиме дека Да некој се загрижуваме. Меѓутоа има информации дека во овој период, меѓу кога односите меѓу Русија и НАТО се затегнуваат, јас се зачудив, сме биле во 300 и нешто наврати објект на сајбер криминалот од Москва, од разни центри. Дали во овој план на некој начин ние со зачинувањето стануваме дел од тој чадор и на некој начин и нашиот сајбер простор ќе биде побезбеден? Па и ние сега и довде, додека седиме, можно е да сме предмет на некои обсервации и така натаму. Тоа што, значи, во модерниот свет е тоа нормално. Јас не гледам тука ништо страшно. Не е проблемот што некој се обидува да ти влезе во информации, во да осозна и така натаму. Проблемот е колку ти ќе му дозволиш. Значи, се ние треба, знаете, тој сајбер или кибер или како, не битно ќе го крстиме, нели? Важна е суштината. Зашо некој ви врши упад во вашиот информативен систем или во вашиот систем на раководење и така натаму? Која е причината, која е потребата? Значи, он врши напад. Имате сајбер напад, имате сајбер одбрана. На напад мора адекватна одбрана да направите. Не? Така да, тоа било и ќе биде. Работата е колку ние може да се заштитиме од тоа и какви мерки преземаме за да се заштитиме од таа работа. Веројатно со помош на НАТО тоа ќе биде поедноставно. Па сигурно, они се поискусни во таа работа и ние и ден денес така во комуникациите со нив, они нас нели кажуваат што би било добро, како би било добро и така натаму и сето тоа е заеднички интерес, нели? И на НАТО не му е сеедно дали нашите информации овде што ги споделуваме заедно ќе излезат од тука или нема да излезат од тука. Кратко, кога веќе збориме за односите со Русија, се шпекулираше во јавноста околу тие безбедносни сертификати. Дали нашите тоа раководство во АРМ и во одбраната може да има одредени проблеми со добивање на тие сертификати, затоа што има искуства, например, во Бугарија, кога се приклучи на НАТО, шефот на генералштабот поднесе оставка и неколку генерали од генералштабот. Дали кај нас може да се појави таков проблем? Проблеми со добивање на сертификати секогаш може да се појават. Значи, добивањето на сертификатот не е постапка по автоматизам. Значи, видите, мора да се извршат одредени проверки. За да вие или јас или било кој добие некој сертификат и во нашата овде држава, мора да вие бидете подложени на процес на проверки. Дали вие можете да абсорбирате тие информации или не можете да ги абсорбирате за место кое ќе работите. Ако се процени дека вие треба да работите во некоја институција во Република Македонија за која е предвиден некој сертификат, дали е тоа строго доверливо или државна тајна или интерно, не е битно како, вие мора да бидете подложени на некој процес, дали вие тоа можете да го направите. И сега тие проверки траат колку траат. Можно ли според вашето искуство, може да имаме ние некаков проблем или тоа е не треба да не загрижуваат? Значи може, видите сега, НАТО ќе спроведе процес на проверки на било кого. И сега ако се утврди дека тој не е, за тоа нема што да се лутиме ние. Значи, ја не можам да се лутам ако мене не ми дал некој сертификат за некаде, а утврдил дека јас стварно не сум за тој сертификат. И не е добро по автоматизам да оди, тогаш ќе дојдат таму луѓе кои навистина не требало, па ќе дојдат до некои информации, ќе испаднат 300 проблеми. И тој ќе има проблем, ќе има проблеми целата институција, ќе има и НАТО и така. Господин Петровски, ви благодарам на разговорот. Тоа беше разговорот со пензионираниот генерал Димче Петровски. Разговаравме за придобивките на Македонија со зачленување во НАТО.